Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вечерва ќе може да проследите четвртото продолжение на нашиот документарен серијал Како се раѓаше македонската држава посветено на војната 2001 година. Останете со нас наредните 50 на минути, бидејќи и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Кога станува збор за војната 2001 година, тога се поставува клучното прашање, почитувани гледачи. Од каде да почнеме? Според мене постојат два клучни датуми. Како прво, тоа е ресторањето на албанската држава и празнењето на тие војни магазини во Албанија, и тоа оружје подоцна завршува на територијата на Косово и на територијата на Македонија. И втората критична точка е дали случајно или намерно, кога се потпишува тој Дејтонски мировен договор, е исклучено или не е ставено на маса косовското прашање. Во 1996 година, по пропаста на пирамидалните штедилници во Албанија, се случува колапс на албанската држава. Во хаосот и нередите, кои ја зафаќаат речиси целата земја, поголемиот дел од жителите влегуваат во поранешните војни магазини. Неброено големо количество секакви парчиња оружје, кои се изнесени од овие магазини, се проценува дека завршуваат не само во Албанија, туку и во останатите делови на Балканскиот регион. Звукот на тоа оружје ќе се слуша и во наредните години во неколкуте конфликти што го погодуваат регионот. Стои структурален колапс на албанската држава, се уруши внатре. Кој колапс до денеска се разрешува полуспешно? Америчка тајни служби имају руки исто упетљане кои у целој тој причи, jer им измакло из контроле. Било е рушење као Берише, онда се срушила држава. Обично американците имаат една теза со која ги објаснуваат тие војни конфликти. Велат дека од територијата од каде што се изликува оружјето, то постојат многу мали шанси да има воен конфликт. Тоа се случи во Македонија 91-92 година, кој JNA го повлече целото оружје. За разлика од Македонија, например, во Босна и во Хрватска беше сконцентрирано целото оружје на JNA. Меѓутоа 96-97 година, кога се растурат војните магазини во Албанија, тогаш оружјето завршува на македонска и на косовска територија. Тогаш, адекватно на тезата која кажат американците, на таа територија кај што се носи оружје, постојат сериозни шанси да има воен конфликт. Тоа се случи 99-та во Косово и 2001 година во Македонија. У свему томе, мислим, трагично е тоа што се запалила се држава, испразнили се депои оружја. Тоа е после имало импакта шверц оружја у Македонија, тамо, вамо, стотине хилјада оружја е изашло из магазина, Имаше сознание дека се припрема тоа. И дека имавме сознание дека многу оружје од Албанија е префрлено на Косово. Во Македонија? И во Македонија. Проценка е дека 200 до 250 илјади парчиња на оружје се во Македонија пренесени во тоа време. Дел од тоа оружје покасно носено за Косово или па после војната во Косово враќано сега во Македонија. Во тоа немирно време во Албанија, истата година од власта паѓа Сали Бериша. Од затвор излегува Фатос Нано, кој подоцна ја формира новата албанска влада. Една година подоцна, есента 1997, на Крит за прв пат се среќаваат Слободан Милошевиќ и Фатос Нано, односно председателот на тогашната СР Југославија и премиерот на албанската држава. Прв пат во последните 50 години по завршувањето на Втората светска војна. Неколку месеци подоцна, од власта во Албанија е урнат Фатос Нано поради неговите криминално-грчко-српски врски. 1997 година на Крит се случува веројатно клучната средба помеѓу тогашниот прв човек на СР Југославија Слободан Милошевиќ и албанскиот премиер Фатос Нано. За таа средба мене ми имат раскажувано и Киро Глегоров и тогашниот министер за надворешни работи Благој Ханџиски. Тоа беше прва средба помеѓу официјален Белград и официјална Тирана по завршување на Втората светска војна.
Koliko imam informacije, oni su se 2 puta sreli, pri čemu jedan od ta 2 susreta traju skoro 4 sata i postignuti su svi dogovori oko, da kažemo, međunarodnog obostranog priznanja Albanije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije. Na bazi tih dogovora za nas je izuzetan podatak bio taj da je faktički priznanje Savezne Republike Jugoslavije problem Kosova dobrim delom od strane Albanije bio rešen. Бранислав Ивковиќ е еден од луѓето од најголема доверба на Слободан Милошевиќ. Ако се сеќавате, почитувани гледачи, тој е човекот кој во српскиот парламент ја информира српската и светската јавност дека во тој момент се подготвува и се реализира апсење на Слободан Милошевиќ и негово испорачување во Хаг. Всушност Ивковиќ се га разговара или анализира таа средба помеѓу Милошевиќ и Нано и на тапет на таа средба било меѓусебно признавање помеѓу Белград и официјална Тирана, односно признавање на Тирана или на Албанија на територијата на СР Југославија. Ако тоа беше направено, ако тоа се случеше, тогаш тоа ќе беше нож во грбот на косовското признавање, бидејќи ако Албанија признаеше територијалната целовитост на СР Југославија, тоаш многу тешко ќе можеше да се влезе во процес на независност на Косово. With respect to Albania, there was a desire to see that state stabilized after 50 years rather of some of the worst communist dictatorship. Jer neko nije želeo da se mimo njenog prisustva bilo šta odigra gospođa Medin Obret. I ona je ta koja je sprovela i teror i linč na prostorima jugoistočne Evrope. Duboko sam uveren da je rezultat njene politike odlazak Fatosa Nanoa. По неуспехот на преговорите во Рамбује и подбивањето на Слободан Милошевиќ да дозволи влез на меѓународни сили на Косово, во март 1999 година НАТО ги започнува неколкумесечните воздушни напади на СР Југославија. На северната граница на Македонија се слева река Бегалци. Хуманитарната криза, како што оваа голгота ја дефинираа светските медиуми, Македонија е затегна неподготвена за преку 300.000 бегалци кои ја преминува границата и влегува на незина територија. Граѓаните се неми сведоци на уште една балканска криза. Беше побарана дозвола за копнена интервенција, ќе ве потсетам. Имав јас покана директно тогаш од Вашингтон, седбата беше прво со Ал Гор и после со господијата Олбрайт. Пред хотелот пиеме кафе и ќе си одиме дома. Еве аческа амбасадорката. Сега ми се јави од Белата куќа, председателот Клинтон ве бара одма да се видите со него. И тогај веќе беше јасно дека Америка мисли од Македонија да изврши инвазијата на Косово. Тука беа дојдени 23.000 американци. А договорот беше за 3.000. Револтот во Македонија избликнува преку напад на неколку светски амбасади. Крешендото се случува пред американската амбасада во Скопје. Како се форсираше тезата дека ќе има копнена интервенција на НАТО на Југославија, проценките одеа дека таа ќе биде извршена преку Македонија и се заселува активности на војно-разузнавачката служба на Србија во Македонија. Ние добивме информација дека србите, условно кажано, подготвуваат демонстрации пред амбасадата. Тогај Хил со неговите соработници слегнале доле, они имат бункер во амбасадата за заштита ако нешто стане. И од таму по мобил ми се јавува, вика, овие ќе запалат амбасадата, знаете ли вие што тоа ќе значи една америчка амбасада да гори во една пријателска земја? Тогаш се создаде една голема паника кај амбасадорот Хил, кој што веќе комуницираше со војската на Америка и бараше помош. И ја веднаш го барав Трајанов, тој беше секретар за внатрешни работи. One always is a little disappointed when things like that happen. On the other hand, right after this, our embassy was overwhelmed and it was a very ugly day. И му викам, таа единица сега овеќе не е апел до тебе, ова ти е наредба од врховниот командант. Специјалната единица одма да ја пратиш таму и да расчисти таа ситуација.
Доаѓаа хеликоптери, најдува амбасада, но сепак на крај ја прифати сугестијата Хил дека е безбедно и така завршиме. И гледате, почитувани гледачи, како лека, полека се редаа сите коцки за таа војна 99 година на територијата на Косово. Таа 99 година има две оперативни стратегии. Стратегијата на Слободан Милошевиќ да реализира таа операција Тепих, односно да истисни колку може повеќе косовски или албански жители од територијата на Косово, на територијата на Македонија и на тој начин да биде дестабилизирана Македонија. И втората стратегија, стратегијата на УЧК, во тој бран на бегалци дојат луѓе на УЧК кои ќе се стационират на македонска територија и подоцна се направи тоа што се направи 2001 година. НАТО нападите траја точно 78 дена пред да се потпише Кумановскиот договор, по кој меѓународните сили влегоа на Косово. Ali ako bismo govorili o prošlosti, mislim da možda u proteklih 100 godina najveća glupost koja je urađena sa međunarodne strane na Balkanu je bilo NATO bombardovanje. Well, I think the NATO mission in Kosovo was necessary. It was clear he was not interested at that point in a peaceful solution because in the same days we were talking to him, he was putting more troops into Kosovo. Српската армија или војската на Југославија презема опширни операции на чистење на теренот и УЧК беше комплетно растурена во Косово. Првите сознанија за дејствување на терористички групи од Косово во Република Македонија дојдоа во времето на кризата, односно бегалската криза во Република Македонија. Под притисок на воено полициски сили на Југославија се обидува одредени паравојни формации на УЧК да се префрлуваат во Македонија, овде да преспијат безбедно со цел повторно да планираат некои акции. Во тој период ние знаевме само дека македонски државјани од албанската заедница се учесници во конфликтот во Косово, дека се обучувани во камповите во Албанија. Имаше тие наши граѓани кои беа 98 и тие некои беа ангажирани во КЗК. Ние сосем отворено на една седница, на еден состанок со амбасадорите, членки на НАТО земјите и САД, кажавме дека доколку се случи да отпочнат вакви активности, прво ние што имаме намера да се ослободиме од бегалците и ги вратиме во Косово. Македонија стенка под товарот на бегалците и сака да ги затвори своите граници на потегот кон Косово. Тоа беа застрашувачки бројки, вие се сеќавате 360.000 бегалци во Република Македонија, која што стои на стаклени нози и економски, па и политички, да речеме. Затворањето на границата во тој период не им одговара на американците. Тие притискат македонската влада со образложение дека огромниот број бегалци кои го напуштаат Косово, тоа го прават под притисок на српскиот терор. И тогаш јас ги повикав сите 17 команданти на НАТО со општиот командант нивни, Майкл Джексон, во еден сат во полнок во мојот кабинет во Министерството и му рекол: Господо, напушите ги казармите, да ги сместиме бегалците. Well, that was a very crucial time. It was Friday night, and I heard from General Clark that he had heard from Macedonian authorities that a decision had been made to close the border. Они лошо разбраа или со тенденција лошо разбрале и пренесле на своите земји дека министрот одбрана сака да ги гони од Македонија НАТО. И почна цела ноќ телефони, од каде нема, од Вашингтон, Лондон. Паника е. We had Deputy Secretary Strobe Talbot come to Macedonia, and in my living room we met with the Macedonian Prime Minister, and we agreed on the opening of a large camp that would house these refugees. Важен елемент за разбирање на албанските процеси и како тие влијаат врз регионот е фактот дека во Дејтон 1995 година не беше решено албанското, односно косовското прашање.
Изоставувањето на ова прашање, како да остави подотворена врата за уште еден конфликт на Балканот. Останува отворено прашањето дали тоа значеше дека косовскиот проблем, кој почнуваше пополека да зоврива, требаше да се решава со вооружени методи. Хашим Тачи беше во комплетна комуникација со НАТО. I think for the Albanians, the Dayton Conference was decisive in bringing them to conclude that, leading them to conclude that the resistance without using violent means did not lead any further. Не të menduar. Kroacia u pavarësu me luftë, Slovenia u pavarësu me luftë, në Bosnën veç përfundoi lufta, u nda ashtu si përfundoi luftë shumë e tmerrshme. Atëherë zgjeli gjatë tjetër që edhe shqiptarët filluan ta përgatisin veten për një konflikt armatosur që përfundimisht ta zgjedhin fatin edhe. Дали иницијалната каписла за војната 2001 година е тој договор потпишан помеѓу Борис Трајковски и Војслав Коштуница во скопскиот хотел Александар Палас некаде февруари 2001 година, со кој беа регулирани тие гранични линии помеѓу Македонија и СР Југославија. Во февруари 2001 во скопскиот хотел Александар Палас е потпишан тој договор меѓу СР Југославија и Македонија, односно меѓу тогашниот претседател на СР Југославија Војслав Коштуница и македонскиот претседател Борис Трајковски за границата меѓу Македонија и СР Југославија. Иако токму по тој договор за границата Македонија требаше да здивне, само неполн месец подоцна таа се соочи со проблеми токму во дел од таа северна граница. Но во тоа време договорот требаше да значи затворање, а не отворање на нов проблем. I Makedonija i Jugoslavija tadašnja i sve zemlje u regionu su sa olakšanjem i rekao bih kao dobru vest dočekale potpisivanje tog sporazuma, dočekala Evropa koja je veoma stalo kad je reč o Zapadnom Balkanu do mira i stabilnosti. Oni koji su protiv mira i stabilnosti su drugačije reagovali na taj sporazum. Znate šta, svaka prilika je očigledno dobra da se aktualizuje pitanje suvereniteta i statusa Kosova. Tako da nije bio ugovor o granici među Makedonije i tada Savezne Republike Jugoslavije, bilo bi nešto drugo. To je samo povod. Nije suština. Suština je insistiranje Albanaca na Kosovu, na nezavisnosti. Нема потреба од било какви двојни коалиции против трета. Било ние со албанците против србите, било ние со србите против албанците, било албанците, србите здружени против македонците. Мислам дека тоа се историски реликти и лошотилоци кои многу не чинеле сите. На крајот од февруари 2001 година се одржува таа помалку веќе историска средба меѓу македонскиот премиер Љупчо Георгиевски и српскиот премиер Зоран Џинџич, кога Џинџич му кажува на Георгиевски дека во Македонија се подготвува бунт во околината на Танушевци. Таа средба беше неполни 10 дена пред да почне кризата во Танушевци. На средбата беше господин Џинџич, Живковиќ во функција на министер за внатрешни работи, ако не се лажам. Од наша страна беше Керим и мисли чини дали беше Зоран Крстевски. Бев зачуден од фактот, тоа можам сега да го кажам од една дистанца, дека тие повеќе знаеа за некои работи отколку ние. Кај што јасно ни кажат дека според нивни информации тие имаат информација дека ќе има бунт во Македонија, ни кажаа некои села кај што ќе има таков бунт. Да, бидејќи тоа што ни беше кажано таа вечер во неформалниот дел на разговорите, после се обистини во неколку наврати, речиси идентично со тоа како што беше кажано. Редејќи ги коцките на Балканот веќе неколку години, како во воздух да висеше или да лебдеше опасноста од војна во Македонија. И таа војна се случи 2001 година. Еве како почна војната во Република Македонија. Целиот потек во Танушевци 2000 година, октомври месец, беше претворен во камп за обука, кај што се доаѓаат групи помали, во униформи на македонската армија и полиција облечени, си тренира, си правеа фортификацијски објекти, и сето тоа не го гледаше, не баре нашата влада. Не е можно да не гледате во каде е Танушевци, што ви се случува. Мораме да признаеме заради вистината дека ние мислевме дека она што се случуваше во Танушевци не може да биде почеток на кризата во Република Македонија. Па видите, уште во текот на ноември
декември имаше упади на одредени групи криминални, но и вооружени, нели, во пограничното подрачје. Сетете што се случуваше пред почеток на воениот конфликт 2001 година и како почна воениот конфликт. Зарем група од 12 луѓе во Танушевци може на колена да ја стави една армија или служби или полиција? Може ли да поверувате во таква работа? И на МВР и Агенцијата за разузнавање, но сигурно дека имаше информации за опасности од такви групи, но оценката не беше дека ќе дојде до проширување на воените действија, до такви размери како што дојде. Сите разузнавачки информации што ние и што председателот ги добиваше, мораше да се земаат со резерва. Според моите податоци, во почетокот на 2000 година, на територијата на Косово, во јужниот дел на покрајината, се најдени летоци со содржина која упатува на постојање на нова организација, илегална организација, која се именува АНА. Како АНА. Тој е првиот податок кој службите во тој период го има, дека под тоа име се јавува структура која се бори за албанските права во регионот. Не, апсолутно не се од него паднати ни Али Ахмети. Али Ахмети е учесник на демонстрациите во Косово. 81 март месец. When I met him first, he told me about his background, his own background, his family background. And he told me that his family had been, I would use the word, ill-treated. Shumë ndjekje pas ndjekje, jam burgosur 2 herë, 81-shën, 82-shën, 81-shën kam vuajtur dënimin në Karçovë, me çka thot si student i ri, ku kam ditun aso kohë na akuzonjën si separatist, si terrorist, thot nga hetusët më janë thyer edhe dhëmbët. Тоа што се деси за мене е апсурд, поради следните причини. Кога почнува војна, према политичката теорија, треба се отворат големи прашања како што е територијата, кому му припаѓа територијата. Војните не се прават за човекови права или пак политички права. Јас интимно и искрено не можам да прифатам дека тоа беше борба за права. Реториката беше таква. Јасно е дека центарот не беше Македонија. Косово и логистички и структурно беше изворот на тој проблем. Целта на таа криза беше да се освојат што повеќе територии и после да се донесат сини шлемови за да ја разграничат таа територија. I once heard Lord Robertson say that we would probably need about 20,000 NATO forces to control a possible civil war in Macedonia. Единственото големо прашање е дали направивме добро што ја одбранивме Македонија во таа ситуација или може би беше подобро да дозволиме одредени територии да се освојат па да дојдат сини шлемови да застанат тука и сега да имаме еден вид нели кипрска ситуација. Може би кипрската ситуација ќе беше почиста за Македонија отколку онаа ситуација што ја донесовме после со Охридскиот договор. Ова е, почитувани гледачи, моје гледање на тоа што се случи 2001 година или еден македонски агол и аспект на гледање на сите тие процеси. Јас се надевам дека ова после 13 години отварање на целото ова прашање можеби ќе ги охрабри албанските колеги те од свој албански аспект да ги разјаснат или да ги осветлат сите тие процеси како дојде до 2001 година во Република Македонија. Конфликтот во Македонија се водеше во еден регион кој се совпаѓа со каналот на шверство и така наречениот коридор 8 на меѓународниот организиран криминал. Македонија во тој дел токму е на патот на така наречениот балкански пат на дрогата. Меѓутоа, во него учествува косовари и огромен број на политичари кои се потпираа врз марксизмот и ленинизмот. Бали комунитаристичкиот крај се исклучок на Фазли Велио и Али Ахмети кои се од тој крај не учествуваше. Кичевско. Зајас не се крена. Мене лично, ако ме прашате, јас ќе бев загрижен и ќе се плашев од македонско-албанска граѓанска војна ако се кренеше Зајас, ако се кренеше Струшко,
ако се кренеше гостиварско староседелците, кои до 57 година војуваа против македонската држава. Случувањата во Танушевци ја покажаа целата некоординираност и јаловост на македонската државна политика. Па мислам оти Танушевци може да се добро проучи како проба како можат да бидат парализирани одбранбените активности на Македонија. Република Македонија имаше сосема доволни капацитети за справување со ова така наречена воена криза. Кај Танушевци, јас лично мислам дека требаше веднаш да се интервенира и требаше да се интервенира со се што можеме. Располагавме со преку 8 дивизиони артилериски 120 мм, 2 дивизиони 105 мм, а преку 280 минофрлачи од 120 до 60 мм. Имавме лично вооружување да наоружаме армија од 120.000 војници. Ние тогаш имавме министер и началник на генералштабот, кој што 20-та, по моја проценка, вака, при чиста совест, тоа можам да кажам, беа најуплашените луѓе во Република Македонија со оглед на настанот што се одвиваше во Танушевци. Веројатно постојано се прашувате, почитувани гледачи, како да тие координации на државниот врв околу некои клучни прашања. Слушнете некои од учесниците на тие координации на државниот врв 2001 година, каква некоординираност постоеше во македонскиот државен врв во престрат на Танушевци и после конфликтот кој се отвора после таа криза во Танушевци. Наеднаш началник на генералштабот кажа, ама со едно прозивање од Борис, дека ние не можеме да нападнеме, бидејќи тој спомнаа дека во некои карти што ги имал НАТО, Танушевци било во Косово. За да им помогнат на полицијата, еден или два оклопни транспортери ги префарбувале и пишувале полиција, армиски транспортери. Второ, имало наредба од страна на началникот на генералштабот да не се употребува, да речем, потешко вооружување, туку да се пукало со пушкомитралези. Па, го кажуваше најчесто началникот на генералштабот Јован Андревски, но и Пауновски, тоа го кажуваше како министер за одбрана, тоа го кажуваше и Трајковски. И нас тоа не збунуваше. Бидејќи тој страхувал дека ќе бил кандидат за Хаг. Дадоа еден филм, Беспилотно летало, на Квор го снимило, и сега Џоамити тамо некои магли, некои не се заматено, многу нејасна слика беше. Ова е стена, кажува генералот, па тука под стената има скривалиште, тука се тие, од таму ќе ни удрат у грб заради шумата, вака, такви приказки кажуваше, но крајно нејасни снимци. Околу Танушевци има многу, да речам, разни мислења. Јас не бев присутен тогаш, меѓутоа покасно направив една анализа, па сам себе не можев да си поверувам заради можно такви нешто да се дешаваат во наша држава. Зошто тоа го велам? Танушевци беше една група од 25 уфрлени терористи од надвор, кои месец дена се натегнуваа дали војскава да го реши тој проблем или полицијава. Критиките тогаш беа и ден денеска некој тоа уште го повтара, дали сме реагирале брзо, дали сме реагирале ефикасно. Зошто не сме знаеле, тука можам да дадам многу одговори, нели, зошто нели, Америка со 30 милиарди долари нација не знае дека ќе имаат напад на авионите. Не е точно. Ено архивот во генералштабот. Секој дневно во време, во саат, простор, место, која група врегла, колку била вооружена, кај се движи, шо прави. Така не е. И тоа не е точно дека не били информирани. А зошто тоа го правиле, не знам. И прашањето на сите прашања е со каква сила на почетокот на конфликтот располага УЧК и дали таа сила е доволна на колена да ја фрли македонската армија и македонската полиција. И така почна кризата во Македонија со 26, се заврши со 2200 до 2600 вооружени припадници на АНА.
this was not a disciplined army. I mean, it's called the NLA. This was not a disciplined army. Вие погледнете прво, сите големи битки се случуваат на границата со Косово. Од првата Танушевци, кој е буквално на работ, до последната во Радуше, кој е буквално на границата. Значи, јасно зборува дека силите за напади доаѓаат од Косово. Тоа беа поранешни структури на УЧК, но би дел од КЗК. Институционално никој не застана за тие групи, но факт е дека беа диригирани од одредени центри нели на Косово. Ние имаме грешка во самиот почеток на проценката на силите. Ние ги нарековме терористи, така ли? И ден денес. Меѓутоа, тие самите се нарекува организирана армија со генералштаб, командното место во Призрен, кои промовираат 3 бригади, јако во тие бригади има може по 50-100 луѓе. А ние ги нарекуваме терористи. И таа армија се раководи од надвор, од друга држава. But I think it is clear that much of the tension and much of the support for these movements came out of Kosovo. The NLA was not like one group. There would be a small core of people who, if you like, are the regular professionals. And then there would be who would go anywhere and do anything. And then underneath there was a group of almost part-timers, people who would maybe fight in their local area, who would support the NLA, perhaps provide housing for them, feed them, back them up. And they would, if they were almost part-time, and they would just do some work. Па, ние тогаш тачни бројки не знаев, не ценевне околу 150 до 170. Сега ги имаме по име и презиме. Точно колку беа и толку беа, околу 180 луѓе во сите села. Тоа беа групи уфрлени од заштитниот корпус. The Kosovo Protection Corps had no relationship with the NLA. Главните команданти се на Косово. Да не бидам погрешно сватен. Основата на така наречената ОНА во самиот почеток, фактички тоа беа од заштитниот корпус. Дали тоа беа по националност од Албанија, по државјанство од Албанија, или од Косово, или беа од Македонија борци наши кои учествуваа во Косово, воглавно тоа беа тие првите групи. Посебно командниот кадар. Кај нив во тоа време и командниот кадар, почнувајќи од Гази Мострени, од Фазли Велију, кои беа на Косово, беа луѓе кои се осудувани и кои им припаѓаат на левицата, односно на она екстремна левица на марксисти-ленинисти. Покасно во мај месец се врши масовна мобилизација на нашето население од албанска припадност. И во Тетовскиот, и во Кумановскиот регион. Тек во мај месец. Сите проценки во првиот период, првата половина од конфликтот, велат дека тие не поминуваа повеќе од 800.200 борци. Дури на крајот, знаете, кога беше извесен завршетокот на конфликтот, како што се случува во сите конфликти, многу луѓе почнаа да се приклучуваат, бидејќи победникот, да кажам условно, или крајот беше извесен. Тука нека да правиме пауза за реклами, после рекламите, вториот дел на нашата емисија, како меѓународната заедница ја носи Македонија и ја носи УЧК или структурите на УЧК во правец на потпишување на рамковен договор во Охрид 2001 година. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди.
споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло. Фосфолипидите од Биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив. Клинички испитан производ. Во само неколку месеци или во само 3 до 4 месеци, меѓународната заедница драматично промени својата почетна позиција. Иако на почетокот на конфликтот ЗНА, УЧК и структурите под контрола на Али Ахмети беа терористи и со нив требаше на тој начин да се расчистат работите, веднаш после неколку месеци или после 3 до 4 месеци, таа меѓународна заедница на еден школски начин ја донесе Македонија пред потпишување на Охридскиот рамковен договор. Изолирани инциденти во Танушевци, конфликтот почна да се шири и во некои други делови во Македонија, населени со албанци. Македонската држава и македонската јавност се повеќе се соочуваат со фактот дека она започнува да биде се поприсутна на теренот, а војниот конфликт да се шири на просторот меѓу Македонија и Косово. Главниот бунт го носеа тие структури кои беа најголеми милитанти на ДПА за време на председателските и локалните избори. После не видоа дека за нив нема доволен леп во таа нивна софра и нивното задоволство, незадоволство го покажа на други форми. Јас сметам дека таа авантура беше апсолутно абсурдна. Мислам дека основната заложба била да падне владата. Тоа е моје убедување. Дали сум во право, не знам. Да падне владата ВМРО да помине ДПА и да се оди на креири на друга влада. Албанците воглавно беа мотивирани за оваа војна. Македонскиот печат и медиуми перманентно произведуваа конспиративни теории дека за оваа ујдурма стои Германија, Америка или Ватикан. Тоа се омилени фактори на српската политика. What the NLA did was wrong. The Secretary General said that their activities were criminal, and that was the NATO position. It was never changed. I happen to come from a family of police officers. My grandfather was a policeman, my father was a policeman, my brother was a policeman, my son is a policeman, my nephew is a policeman. So people who attack and kill police officers are not likely to get my sympathy at all, and therefore I strongly resisted what they were doing at the beginning of 2001. И господинот Амети не беше во криза од своите внатрешни структури, туку беше во криза од пораките кои му соопштувавме ние и меѓународниот фактор. Мојата порака е дека оваа земја треба да се одржи обединета и како таква да действува против надворешните непријатели и да се обезбеди внатрешна стабилност. Јас мислам дека многу голема хистерија се ствара и голема вознемиреност. Јас сум оптимист, мислам дека работата не е толку лоша. Како ќе се реши овој терористички настан? Па мислам дека постојат два методи. Прво да се употребат сите можни политички влијанија и средства да се реши, а вториот се знае. Секоја држава и секоја влада мора на крајот да демонстрира власт во неговата територија. Поради неуспесите на терен, македонскиот воен врв се одлучува за резки промени во врвот на македонскиот генералштаб. Тогаш доста се разочаравме од Јован Андрески и тогаш го смени овој Трајковски. Него го доведе Панде Петровски, тој брзо ја подготви акцијата на армијата таму. Македонија се крши помеѓу несовршен мир и продлабочување на војниот конфликт. Еве каков избор пред македонското раководство и кои се мотивите и кои се причините да се пристапи кон реализација на вториот дел на оваа стратегија. Кога предложив планот на операцијата на 3 дена пред подпишувањето, тогаш се договоривме дека
Во петок, мислам дека 23 беше така термин, во 12 сатот Трајковски треба дојде во Генералштабот да ја потпише одлуката. Ама Трајковски нечеше да потпише наредба за напад. И кога дојде тој ден, дојдов од тето во Генералштабот, меѓутоа, до 12 сата ноќта Трајковски не дојде да ја потпише одлуката. Министерот Поуновски, тогаш беше Поуновски, го прашувам, добро министер, што ќе правиме? Рече, одиме да се одмориме. Ми јавија дека утре во 12, значи во сабота во 12 ќе дојде. На 24 вечерта кај мене дојде Фрчковски и Владо Поповски дојдоа и ми рекоа оти ќе пропадне земјата ако не се протерат овие од Тетово. Па ме молеа да идам ја кај Трајковски. Дојде 12 сата во сабота и тогаш не ја потпиша, а во недела во 7 треба да одам во напад. Останав кај него до 11:30. И дури малку поостро му реков. Реков, ако не мислиш да си ја браниме земјата, јас ќе си дадам оставка и ќе те обвинам тебе јавно, заради тоа давам оставка, оти ти не намераваш да ја браниш земјата. Тек на вечерта, во 11:30 во саботата, се собра државниот врв, дојде Трајковски, целиот намутен, и да не зборувам детали, присутни беа сите, после повторно убедување, повторно реферирање, многу дилеми, се смилува и ја потпиша одлуката. Во 1 саатот, 1:30 ноќта јас тргнав за Тетово. А јас можам да кажам дека хеликоптерите кои претходно ги нарачавме буквално стигнаа ден или два пред самата операција, така што навистина сите луѓе што учествуваа во таа работа треба да им се учествува, да им се честита, затоа што сметам дека беше тоа една прекрасна победа. Тетовската офанзива ја посматрав во последната фаза, во завршницата, директно. И самото тоа што го видов беше импресивно, како операција. На 27 во 10 сато ми се јавува полковник Бошевски, кој беше одговорен за таа операција. И ми вели, господине генерале, полицијата се повлекува од порови. Му се јавам телефонски на Каширски Звонко, тогаш директор за јавна безбедност и одговорен за тие работи во полицијата. Му викам, Звонко, шо е ова работа, што се повлекува полицијата, не оди понатака. Ми вика он, шефе, мојот шеф ми нареди да се повлечам. Добро, реку, фала. Тоа беше разговор. Ова приказна не сте ја слушнале досега, почитувани гледачи. Тоа е како се воспоставуваат тие првични контакти помеѓу македонските власти и структурите под контрола на Али Ахмети, односно кои се тие големи играчи кои од позади завесата всушност ги влечеа конците и ги направи тие првични контакти. Ми се јави Ристо Гуштеров, ме замоли ако може итно да го примам еден бизнисмен албанец од Албанија, Веби Велија. Јас сам предложил тоа што се после све реализирало, те Охридски споразум, јас сам тада разговарал со Григесин, со Црвенковским, со Андовом, со овим, со оним, со албанцима. Беби Велија ме поздрави од Исмаил Кадаре. Ми рече, вие сте врсници, искусни луѓе, вие сте најстаро раководството овде. И јас, еве што сакам да ви кажам, поканите ги овие водачите на ОНА, направите еден договор со нив, тоа е најдобра работа. Рекол сам, све ќе се завршити за зеленим столом. Завршите ga прек сутра, а не након 3 месеца, 5 месеци, 6 месеци. Не е случајно. Ја мислам, оти првата беше абер од албанската диаспора и низните штабови. А она што беше најинтересно, немаше ниту политички барање од страна на терористите.
Значи, имаше анонимна сила која се бори, која располага со оружје, со организирана информација, немавме ние политички цели на таа организација. That is why the idea was born that I would appoint a special representative whose job would be to get messages to the so-called NLA and receive messages back from them. I met him in Prislen. And he came later to Šipkovica. I did not. I was not responsible for the negotiations for the dealings with Ali Ahmeti. I just opened up the contact. И до ден денеска можам да ја кажам дека моето мислење дека Али Ахмети како политички лидер на тоа движење не беше тој кој ја координираше целата операција. Мислам дека тој беше политичка фигура, а координацијата му ја вршеше некој друг. Затоа што имавме некои информации дека може да биде некој друго политичко крило многу порадикална во однос на Али Ахмети. Јас мислам дека можел тогаш да биде и Емруш Джемаили, овој што има партија во Косово. Well, the crisis started around February of 2001. I think that I must have appointed the special representative somewhere about April or May of that year. It was Peter Feith. During my contacts, I got clearly the impression that Mr. Ahmeti had full command and control over the units of the UÇK. And he said at the time that he wanted a political solution. As I said, it was not clear how serious that was. Да, првите комуникации со она ги имаше ПДП. Нашите контакти беа директни. Иако господинот Ахмети тогаш на Косово беше на некој начин во илегала, зашто по него беше распишана потерница од страна на Умник, од страна на Кфор, и Кфор можеше во било кое време да го приведе доколку им беше достапен. Тогаш на сцена стапуваат саранците и преку своите цијашки структури и преку структурите под контрола на амбасадорот НОПСЕ господинот Фровик ги прават тие први контакти прво во Липково, подоцна во Призрак, помеѓу македонските власти или политичките процеси во Република Македонија и структурите под контрола на Али Ахмети. Со знаење на македонскиот државен врв, амбасадорот Роберт Фровик го започнува целиот тој процес за мирно решавање на војниот конфликт. Прво дојде тука Фровик во име на ОПСЕ. Потоа ОПСЕ негираше дека бил нивен представник, но ова е вистината. Фровик на почетокот на конфликтните состојби разговараше силно со албанските политички партии и со покојниот претставител Борис Трајковски. И според некои мои информации, дури тој имаше пристап кон кај претставителот дури во касните ноќни часови. Господинот Фровик беше еден голем пријател на господинот Трајковски со години назад. И кога дојде Фровик со планот кој после стана Охридски договор, планот на Фровик е 90% Охридскиот договор денешен. Мислам, дефинитивно ми стана јасни многу работи во Македонија. I would only say that we have discussed also, yes, the necessity of addressing both the armed conflict and the creation of a new government to move forward. Тој настапуваше во име на ОПСЕ, дури и неговиот оперативец, иако според моје мислење беше некој висок агент на ЦИА, но имаше визит картичка на ОПСЕ. Во таа средба со Роберт Фровик, ние баравме, инсистиравме кај него, да ни овозможи да се сретнавме во Липково со челниците на УÇК. Иницијативата потекна од господинот Роберт Фровик. Тој имаше изготвена некоја си програма како треба да се дојде до крајот на
конфликтот. Со таа програма беше запознат и председателот Трајковски, беше запознат и председателот на владата. Па јас не знам што се документи се вратат, меѓутоа јас таков документ не сум видел, ниту сум одобрил таков документ. Се договоривме утре дента да одиме. Јас, Абдураман Алити, Насер Зибери и Кемал Муслију. Тие бевме луѓето кои требаше да одиме и да се сретнеме со челниците на УЧК. Командант Тоджа, Назми Бечири и еден од Косово. Тие тројца беа. Да? И тие комуницираа со Ахмети. И после ние со Ахмети ги продолжи. Да. А таа средно беше по барање на Фровик. Кај е првата во Липковскиот крај. Отиде до таму само еден соработник на господинот Фровик. Отиде, го однесе и тоа се сеќавам само 30 минути имаше рок да разговара со челниците на УЧК таму, да го презентира тој план и да се врати. Но за жал тој наш обид и на амбасадорот Фровик не вроди со плод. Во наредниот месец, со засилена меѓународна активност, политичките лидери во Охрид започнаа да испишуваат новата страница на историјата на Македонија. Под огромен притисок на загубите кои се случија, токму во периодот меѓу 5 и 10 август 2001 беше усогласено решението за мирно решавање на кризата во Македонија. Лидерите и гарантите на договорот од Охрид, САД и Европската унија, олеснувачите Джеймс Пердју и Франсуа Леотар, на 13 август го потпишаа договорот со кој подоцна преку измени на уставот се гарантираа правата на албанците во Македонија. Но на таа мирна разрешница, на повеќе месечните вооружени действија, им претходеа настаните во Рачиново. Нејасната одлука за повлекување од нападите на селото предизвика револт кај македонците, кој резултираше со големи протести и суупат во собранието. За многумина тие настани во и по Рачиново представуваат клучен момент во натамошното разрешување на кризата во Македонија. Тука некаде е крајот на нашата емисија за Рачиново следниот вторник, затоа следниот вторник 22 часот немојте да пропуштите петото продолжение на нашиот документарен серијал Како се раѓаше или како се развиваше македонска држава. Се гледа едниот вторник во истото време. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.